Почитувани колеги пратеници и јавност. После ваква жестока криза мораше да дојде до договор. Мораше на крај да се разреши оваа криза на еден или на друг начин, да се договорат пред се оние кои што ја создадоа кризата, има обврска да ја разрешат. И до тука не е ништо спорно. Договор требаше да има дали во таков формат, дали под толкава строга покровителска палка на странскиот меѓународниот фактор, од кој што мнозина граѓани се чувствуваат навредени, но сепак договор некаков мораше да има. Спорна е процедурата за многу граѓани, спорен е и голем број на одредби точно во овој закон за кој што сега ќе зборуваме. Овој договор се очекуваше, барем граѓаните кои што долго време очекуваат промени во оваа земја, очекуваат дека со овој договор ќе овозможи имплементацијата на овој договор, не само фери демократски избори, да се разбереме. Фери демократски избори е првата лекција на секоја демократија. За жал, после 25 години самостојност ние доаѓаме до првата лекција. Очекуваа реформски процеси, очекуваа надминување на теснопартиските интереси. Наместо тоа видовме пласирање на едни застарени и познати политички практики, пресликани застарени партиски модели, една длабока вкоренето само во собствените интереси. Дури денес се бараше да точката за влада, која што по мене е резултат, значи последна треба да биде апсолутно, се бараше да биде прва, не водејќи сметка дека тоа е последица. Сите претходни закони се многу поважни од што 5-6 луѓе да завземат места во владата на Груевски. Значи, процесот неколку пати го карактеризирав како нетранспарентен, неинклузивен, од кој што беа изоставени граѓаните. Не е Македонија 4 партии, никако. Во Македонија имаме 40%, ако ништо друго, неопределени граѓани, но и гласачките тела на овие партии не беа консултирани, не се сите задоволни. Тоа го гледаме, го читаме, го дискутираме со решенијата кои што се изнајдоа во Пржино. И конечно, зошто овде да се спомнува зборот Пржино, до вчера не ја знаевме таа скопска населба, кој бил, кој не бил, кога имаме собрание, каде што целата оваа процедура можеше да се води. Оние вклучени меѓународни фактори во целиот процес, не верувам дека во нивните земји би дозволиле било што да се дискутира вон парламентите. Такво нешто не постои. Како, почитувани граѓани, некој ќе има доверба во процес кој што ги руши последните остатоци кревки на демократијата и на институциите. Велите ќе се градат нови институции, народот нема доверба. Но со рушење, ја не знам каква доверба воопшто може да се изгради. Конечно, како тие партии да им верувам дека имаат легитимитет во држава во која што нема попис од 2003 година? Кои се тие проценти на кои што ние треба да им веруваме? Неопределените гласачи се најбројната групација во оваа држава. Тие беа комплетно заобиколени. Да се вратам во изборниот законник, бидејќи нема да имам време. Остана изборниот модел. Она што дефинитивно докажува дека се работи за борба за власт. Ништо повеќе. Не се остава никаков плурален простор. Не се овозможува еднаков напредок, еднаков надпревар на сите мали, големи, средни партии, бидејќи демократијата не ги дели по големи на партиите. Ние зборуваме за човечки права и слободи кои се однесуваат на единка, а сега тука поништуваме еден голем број, дури парламентарни партии, а да не зборам вон парламентот. Во овој процес остана голем број на професионални и стручни луѓе,
голем број на интелектуалци кои можеа да го помогнат процесот. На сцена имавме само спинери, спин доктори кои што ни кажуваа од различни аспекти, ја фрлаа маглата за тоа како се одвива и кој што добил во овој процес. Битно е дека на крај сите триумфално излегоа после овој договор да го слават. Кога слават и едни, и други, и трети, и четврти, работата е длабоко сомнителна. Изборниот модел останува 6 изборни единици. Практично, сите помали партии мора да прават предизборни коалиции. Тоа што во модерните земји е забрането, во Република Хрватска е забрането. Ако овде овие кои што партиципираат со години помали партии во поголемите коалиции истрчаат на терен, ќе видат дека во меѓувреме го изгубиле своето гласачко тело. Тие се обични приврзоци, не гледаме никогаш издвоено мислење на ниту една помала партија во големите коалиции. Овој договор со овој изборен модел го цементира таквото однесување. За каква плуралност ние зборуваме, за какви демократски процеси. Беше предложена една изборна единица. Дали тоа било навистина барано, со која цел, дали било искрено барано, ние не знаеме, но резултатот е ништо. Статус кво, останува стариот модел. Надеж за плурализам нема. Владење, ако до сега викавме диктатурата на вледеачкото мнозинство составено од ВМРО и ДУИ, сега имаме диктатура на 4 партии. И тоа Д што го имате гордо го носите сите партии во своите наставки и имиња, комотно да си го исфрлите или да си го применувате во диктаторски. Пржино требаше да биде салата во ова собрание. Понатаму, велите избирачки список, кого го замајувате, избирачкиот список останува ист. Ова им го порачувам на сите граѓани во Македонија. Ке имаме ист избирачки список. Теренска проверка за неколку месеци. Немојте, ве молам, математичар сум, инженер сум, тој е невозможна работа. Имаме ист избирачки список. Како ќе се размавнат, како ќе се тргнат оние за кои што имаме сомневање дека имат по 2, 3, по 10 се зборуваше лични карти. Како? Како? Со базата од МВР, каде што јас пишувам моето моминско презиме Шипова, Шопова, па и Грчева постојам. Со таа база на податоци. Па ќе се вкрстувале. Ве молам, вкрстувањето не може исто така за толку кратко време да се направи. Теренска проверка бришите. Немавте доблест да прифатите нешто што Нигерија го прифати. Биометриско препознавање на гласачите. Не го сакавте тоа. Не баравте попис. Никој искрено и доследно не бараше попис. Се трчаше само кон датумот на избори. Епа кон датумот на избори, немојте потоа кога ќе си подавате рака едни на други, кога ќе ве видиме, немојте веќе еден збор да кажете, бидејќи нема да смеете да го кажете. Значи, фотографија ќе се ставала, па ве молам, на истата фотографија ќе ме има, ако имам 2 лични карти, и во Радожиш, и во Скопје. Фотографијата заборавите, нема еднозначност на гласачот со фотографија. Значи, не постои таква работа. Имаме ист избирачки список, без надеж дека ќе биде прочист. Знаете колку имавме плюс гласачи? Дали тоа го разговаравте, кога се договаравте? Внатре, не гледам членови кои што јасно тангираат најголемиот проблем, раздвојување на државата од партијата. Па ние имавме МВР еднакво на ВМРО. Како сега не предвидовте во овој изборен законник одвојување на државата од партијата? Па одиме понатаму. Како вие си ги замислувате фер изборите? И за кого? За кого фер избори? Кога се однесува до рекламирањето, убаво сложни браќа во петок мрсат, се договориле дека 40% од рекламите ќе припаѓаат на партиите од владеачкото мнозинство. Значи, 40%, 40% на опозициите, 10% на помалите партии во собрание и 10% за сите други.
која е бројноста на едните, на другите, третите и четвртите категории? Што овие по колку ќе имаат минути, ако знаеме дека имаме 30 партии? Финансирањето на 110 денари се качува кога знаеме да чујште пари да се потрошат од буџетот, кога најголемата сума до сега е 445 денари по глас. И така натаму во реплика ќе имам веројатно. Благодарам. Колеги, ве молам да се слушаме, ве молам. Повелете. Значи, се сложувам апсолутно со ова што го кажа колешката Рената Десковска за изборни нерегуларности и така натаму во континуитет, но не очекував дека таков говор ќе се одржи за работи што сите ги знаеме, затоа дојдовме и до овде. Најголемиот проблем е што денес гласаме изборен законник кој што треба да ни ги реши тие проблеми. Каде гледате, господјо Десковска, решенија во овој закон за ваквата ситуација? Тоа интересира македонската јавност. Не каква е ситуацијата, секој ја прикажува како стигне, но каде вие гледате решенија? Дали ги гледавте и 2013 кога исто така ми се чини бевте во таа екипа која што го пишуваш изборниот законник? И тогаш гарантиравме дека еве сега ќе бидат регуларни изборите и се сложувам 2013, тоа го кажуваат и бомбите, беа апсолутно најнерегуларни избори во Македонија. Една друга работа ме интересира. Рековте, лоши да е законот, битно е добри луѓе да дојдат на власт и да ги имплементираат овие закони. Епа две логички работи се излекуваат од оваа изјава. Прво, признавате дека законот е лош, значи и да е лош законот, добри луѓе ќе имплементирале. Второ, не се потребни добри луѓе, туку професионални луѓе. Добар може машми да е дома. Тој е епитет за машми ќе си го употребам. Кога се работи за министер за МВР, ми треба професионален човек, а не добар човек. И тоа добрината нема мерка за добрина. Кој е добар, кој е лош. Мене ми е потребно дали тој човек работел во МВР, знае ли нешто од МВР, или 3 месеци ќе ги учи секретарките и ходниците. Значи, ова е несериозно да велите дека добри луѓе ќе не водат сега. Имплицирате дека све сме сите се лоши луѓе, овие сега 6 ќе бидат добри луѓе. На основа на што тоа го просудувате? А што ако не испаднат, па ни добри? Еве за професионални знаеме дека не се. Ни еден не работи во својата професија, во ресорот. Ниту еден. Еден да имаше барем професионалец. Како тоа? Лош закон со имплементација на добри луѓе. Па вие како правник треба да кажете дека законот мора да е добар. Па и не толку добри професионалци ќе го имплементираат ако има добар закон. А не добри луѓе, па не се боревме ние за добри луѓе да ни дојдат. Добри луѓе дома си имаме.